Добар ден, јас сум професор Јордан Пецов, професор по историја во Средното општинско училиште Коста Сусинов Радовиш, гимназиско образование. Во трета година ќе имаме презентација за Македонија меѓу двете светски војни, а лекцијата ќе биде афирмација на македонската национална свест, јазик и култура. Периодот меѓу двете светски војни представува време на зрење на македонската национална свест. Афирмацијата на македонскиот национален идентитет може да биде овозможена единствено преку елиминацијата на активноста на пропагандите на територијата на Македонија. Сите знаеме дека со Версајскиот мировен договор била потврдена одлуката на Букурешкиот мировен договор од 10. август 1913 година и вештачката поделба на Македонија. Најголемиот дел или 51% од територијата на Македонија бил во Егејскиот дел, 39% бил во Вардарскиот дел под Србија, 9% од територијата на Македонија во составот на Бугарија или Пиринскиот дел и 1% од територијата на Македонија се наоѓал во составот, рековме, на Албанија. Со тоа, рековме, била разбиена компактноста на македонското население во секаков поглед. Се мисли на демографски, економски, културен, национален развој на македонскиот народ. Веќе во следниот период македонското население во периодот меѓу двете светски војни бил изложен на голема асимилација и денационализација, со одземање на одредени територии, како што рековме со Нејскиот мировен договор од 27. ноември 1919 година, Струмица и Струмичката област ќе бидат одземени од составот на Бугарија и ќе бидат дадени во составот на кралството СХС, кое било создадено на 1. декември 1918 година. Понатаму, рековме дека во споменатиот дел не било запазено, рековме, нити национално македонското население било признаено, забранет македонскиот јазик и во оној дел, во Егејскиот дел кој се наоѓал во Грција, и во Бугарија Пиринскиот дел и Вардарскиот дел. И секоја од соседните земји ќе го наметне јазикот, културата, обичаите, адетите и така натаму. А воедно било забрането и секакво политичко здружување на македонското население и во трите дела каде што било поделено македонското население. Македонската интелигенција која имала во споменатиот период, тоа се учители, свештени лица, чиновници и други напредни луѓе, истите тие биле разместувани. Не им било дозволено, рековме, да на овие простори во Македонија да можат истите учители да држат настава на својот мајчин јазик, туку ќе бидат однесени во внатрешноста на соседните држави. Сето тоа го направуваат соседните балкански држави кои имаат под контрола македонската територија и воопшто македонското население. Така во споменатиот период пред се во Вардарскиот дел на Македонија заслужни граѓани од балканските војни, од Првата светска војна, во Македонија ќе бидат донесени голем број на колонистички семејства, некаде над 4200 колонистички семејства и со околу 280 колонистички населби кои ќе ги формираат, рековме, најповеќе на просторите околу Струмица, околу Дојран, околу Скопје, Штипи и на други места, истите тие ќе бидат формирани. Во споменатиот период, рековме, македонското население сета оваа мака и сета оваа тешка положба ќе изразува преку издавање на голем број на зборници, весници и списанија, како што биле Социјалистичка зора, кој бил отпечатен во февруари 1920 година,
Тука е и Македонска искра кој бил отпечатен во 1933 година и рековме пред се тој најповеќе бил печатен и дистрибуиран во Скопје, меѓутоа брзо ќе биде откриен и истиот ќе биде забранет да се употребува истиот весник. Тука и наша реч, македонско знаме, македонски дела и многу други весници, исписани и брошури кои биле печатени со една единствена тематика како да биде обединето македонското население, затоа што рековме во споменатиот периодот меѓу двете светски војни, не можело македонското население да се обединува и во 1925 година ќе биде формирано ВМРО обединето, меѓутоа надвор од територијата на Македонија, во Виена во 1925, но таму се направени голем број на предавства и во 1928 година истиот ќе биде преместен, истото ВМРО ќе биде преместено во Берлин, уште подалеку, и на крајот истото ВМРО ќе биде уништено во 1934 година во Пиринскиот и Вардарскиот, а во 1936 година и во Егејскиот дел на Македонија. Во споменатиот дел на овие настани, тука е и еден од најголемите писатели и творци во Македонија, се мисли во Вардарскиот дел на Македонија, е Коста Солев Рацин, кој во својата стихозбирка, бидејќи не можел да ја отпечати на овие простори, истиот стихозбирката Бели Мугри ќе ја отпечати во Сомбор, блиску до Загреб, во денешна Кроација, односно Хрватска, во 1939 година, и во неговите, рековме, песни, Ленка, тутуноверачите, копачите, ја опишува тешката положба на македонското население, а овде и недовршениот роман Афион, во кој, рековме, се искажува тешката положба на македонското население. Освен Коста Солев Рацин и Бели Мугри, тука и Коле Неделковски, Молскавици, Пеш по светот, исто така дадени, рековме, тематика на овие настани кои се случувале, каде што ќе доведат веќе во следниот период од областа на драмското творештво. Најпознати македонски писатели биле Ристо Крле со неговата Парите се отепувачка, каде опишува тешката положба на македонското население кое морало да оди на печалба во Белград, Букуреш и другите градови и морало за корка леп. Тука и Васил Илјовски, Ленче Кумановче, Бегалка, Чорбаджи Теодос, Антон Панов, Печалбари и многу други дела кои, рековме, биле печатени на овие простори. Тука во споменатите дела има, рековме, и во останатиот дел, и во Пиринскиот дел, и во Егејскиот дел. Во Пиринскиот дел се Никола Јонков Вапцаров, Антон Панов, Михаил Сматраклиев и многу други, рековме, кои се бореле за национално ослободување, но и на културен поглед, во секаков поглед македонското население да има самостојност. Меѓутоа, рековме, тоа многу тешко одело, посебно во Пиринскиот дел, рековме, и во Егејскиот дел, затоа што токму на овие простори, посебно во Пиринскиот дел, инспирирани истите биле Антон Панов, Никола Јонков Вапцаров, од Крсте Петков Мисирков, каде што во неговото познато дело за македонските работи. Во Егејскиот дел, рековме, ќе биде уште потешка и посложена ситуацијата, затоа што после Париската Версајска мировна конференција, македонското население во секаков поглед, во поглед на јазик, во поглед на култура, во поглед на обичаи, во поглед на адети, во поглед на фолклор и во секаков поглед, истите тие ќе бидат на еден начин малтретирани од страна на грчките власти, кои во 1925 година под притисок на Друштвото на народите во 1925 година ќе бидат принудени да го отпечатат абецедарот или букварот кој се разликувал од грчкото писмо, грчкиот јазик и грчката култура, но никој пат истиот буквар не стигнал кај македонското население или да биде дистрибуиран кај македонските семејства и македонските ученици. Затоа што, рековме, тој им послужил како алиби или документ дека ги почитуваат правата
кај македонското население како малцинство во Грција. Следната година, 1926 година, ќе стане уште потешка, затоа што во 1926 година сите топоними, сите лични имиња, презимиња, на реки, на планини, на езера, на области, на градови, населени места, ќе бидат заменети со грчки слогови кои завршувале на ис, ос и пулос, така да ќе бидат променети, како што бил градот Кукуш, сега ќе добие нагласот Килкис, и на тој начин рековме тешката положба на македонското население уште ќе биде потешка во наредниот период. Во 1936 година ќе стави максимум или врв на малтретирањето на македонското население генерал Јоанис Метаксас, бидејќи истиот генерал Јоанис Метаксас во 1936 година со неговите посебни обучени чети, наречени андарти или андрити, истите ќе ги испрака кај македонските семејства и на прозорите ќе наслушуваат истите тие дали зборуваат на својот мајчин македонски јазик. И истите, рековме, за секој изговорен збор на својот мајчин јазик јаделе по еден стап, на истите македонци им биле набивани спици под ноктите и онака сложената ситуација ќе овозможи да биде уште посложена ситуацијата на македонското население и на овој дел од Македонија. Овде посебно опишана тешката положба на македонското население од страна на Ташко Ѓоргиевски во неговото дело Црно семе, каде ја опишува тешката положба на македонското население, каде што во 100 стомни ставаат, рековме, вода, меѓутоа во 99 ставаат солена вода, а само во една питка вода ставаат. Тешката положба на македонското население имаат опишано и насликано и голем број на македонски, рековме, ликовни уметници, како што биле Лазар Личеновски, Никола Мартиновски, Димитар Пандиловски, Аврамовски, Томо Владимировски и многу други личности кои опишуваат положбата на македонското население. Пред се тука е жетвата опишана, тука е, рековме, Охридското езеро и многу други настани кои се опишани македонското население. Така да македонското население во споменатиот период не можел да се афирмира, не можел да го наметне своето влијание кај соседните народи, туку и понатаму ќе остане македонското население поделено од страна на соседните балкански држави кои пред малку ги рековме. Имаме уште многу да зборуваме, но јас мислам дека посветивме внимание